Нашето денешно дружење, Владко Стефановски и оркестарот на Словенечката војска, со учиме Мајко Карам, една навистина убава изведба и верувам добро расположение кај сите вас со оваа македонска песна. На самиот старт, како што најавив, ќе зборуваме за настани кои што ќе го одбележат овој викенд. Еден од нив е и државното првенство во фитнес и бодибилдинг атлета на Македонија 2018. Како изгледаат подготовките за овој натпревар и што потоа секако кои се предизвиците кои што стојат пред оние кои што времето го минуваат, работејќи на своето тело, представување во најдобра форма пред судиите, пред публиката и она што секако значи исполнување на сонот на сите оние кои што професионално и аматерски секако се занимаваат со фитнес и бодибилдинг. Ова утро на оваа тема разговараме со еден од најдобрите и најпознатите тренери во Македонија, посветен на работата во фитнес центарот и секако судија кој што знае на еден навистина професионален начин да ги оцени сите квалитети кај надпреварувачите. Ова утро лиценцираниот тренер и фитнес инструктор Милан Глигоровски, односно попознат Миле Атлета. Добро утро. Добро утро. Еве и ова утро го започнуваме заедно со вас. Некако многу брзо минува времето од подготовките и од зборувањето за претходните надпревари до овој кој што сега го најавуваме викендов. Релативно брзо поминува времето, но за надпреварувачите тоа е еден долг и макотрпен процес во секој случај. Се разбира, брзо, јас би рекол само два се значајни настани кои што се одвиваат во светот на бодибилдингот, односно фитнесот и бодибилдингот. И тоа се припреми некаде мај-јуни месец, каде што сме поврзани со европските првенства и овој период, септември-октомври, кога сме врзани со други меѓународни настани, а тоа се светските првенства. За нас многу брзо се надпреварувачите, верувајте, изморедно тешко, напорно, бидејќи со месеци треба за да се изгради тоа тело кое што треба да биде она вистинското, кое што ќе се презентира на нашата јавност, се разбира потоа и на меѓународната јавност и да доаѓаме со врвни светски резултати како што и досега сме доаѓале. Да, овој викенд, односно во сабота е државното првенство. Што ова представува за надпреварувачите, со кои предизвици секако ќе се соочат овој викенд? Има ли голема конкуренција? Каква е годинава состојбата во државното првенство? Па морам да спомнам дека за оваа година беа посебно мотивирани надпреварувачите, бидејќи на 6 се одржува државното, нашето државно првенство, а следниот викенд, односно на 14 во салата тука во МЗТ, бившо, сега сала Русија, Јане Сандански или како сакате наречете ја, се одржува еден врвен меѓународен настан, а тоа е Diamond купот на кој што учество ќе земат надпреварувачи од цел свет, на кое што ќе се делат 18 професионални карти, а тие што се во светот на бодибилдингот знаат што значи да се дојде до професионалец. Тоа е сепак мотив за некои од нашите надпреварувачи кои што долги години беа, би рекол, прикриени, вежбаја. Значи вежба меѓутоа не надпреварувачки, а ова беше еден мотив, еден поттик за да тие се спремат и излезат, се вратат на сцената фитнес и бодибилдинг и верувајте дека оваа година очекуваме извонредна конкуренција во сите категории. Се разбира, тука се и фитнесот, менс физик, а многу ме радува што по подолго време ќе се вратат и многу врвни надпреварувачи во бодибилдингот, кои што не го кажале својот последен збор. Сега доаѓа оној момент, значи овој викенд сме во државното првенство атлета на Македонија, за да веќе наредниот се случува тој значаен меѓународен надпревар кој што, како што велите вие, ги разбуди подзаспаните професионални билдери, ќе кажеме, затоа што целиот свој живот го посветуваат во изградбата на своето тело, иако велите можеби малку подзаспалено. Да. Знаете, после долги години пауза, многу е тешко повторно да се, значи тие вежбале, се разбира, никој од нив не престанал да вежба. Возможно ли е да престане да вежба некој кој што влегува во тој свет? Оној кој што влегол во светот на надпреварувачкиот или па би рекол и врвниот и рекреативниот фитнес и бодибилдинг, тешко дека ќе се откаже од тоа. Сега интензитетот некогаш ќе биде поголем, некогаш ќе биде помал, меѓутоа пред самиве вакви врвни настапи со многу зголемен интензитет се навлегува и мотивот е оној кој што ги турка напред, а овој поголем мотив од ова за да се добие професионална карта и да се представиш пред македонската широка јавност,
не гледам јас дека има некој поголем мотив. Така, има навистина изненадување оваа година и верувам дека тоа ќе биде мотив појавувањето на врвните имиња во светот на бодибилдингот тука кај нас во Македонија, потики за младите кои што го започнуваат тој пат кон фитнесот и бодибилдинг. Се разбери, јас можам да кажам дека само од атлета 11 надпреварувачи ќе настапат, што е досега најголема бројка и младите претежно од нив се млади кои што прв пат или втор пат ќе настапат на фитнес меѓународен, односно фитнес надпревар и очекувам дека ќе се представат максимално добро. Гледајќи ги, кога во исто време вежбаат едните и другите еден покрај друг, тие се мотивираат и верувајте, таа една заедничка атмосфера гради многу позитивни вибрации и сите тие се спремаат заеднички. Тука јас би кажал дека благодарение се разбери на управата и на раководството, не сакам значи сега да самиот да се фалам како тоа се изведува, меѓутоа една добра вибрација, една позитивна енергија која што еден со друг си ја разменуваат и се тераат да бидат се подобри и подобри. И тоа многу значи. Велите 11 надпреварувачи, тоа е речиси една цела репрезентација да ја подготвувате во вашата теретана, во вашиот фитнес центар. Сега како е да се прилагодат и обврските и времето подеднакво на сите надпреварувачи кои што ќе се појават на сцената во сабота? Успевате ли со сите подеднакво Верувајте дека е стварно напорно, по цел ден сум, па не би рекол само преку цел ден. Дел од надпреварувачите ја својата позинг рутина или позинг вежба, како сакате наречете ја припремаат и во доцните вечерни часови, значи после 10 часот, кога веќе ќе се ослободи теретаната и нема присутни луѓе, за да можат тие да го вежбаат својот настап пред огледало. И сепак тоа бара време, меѓутоа се уште не ме напушта ентузијазмот, се уште сакам да се занимавам со ова и верувајте, тоа ми е изварено големо задоволство и на крај резултатите се еден голем мотив и за мене за да продолжам да ја работам. Значи едно големо благодарам е сосема доволно за да ми исполни душата. Да сте изградиле и сте создале на вистина многу значени имиња во светот на фитнесот и бодибилдингот и верувам дека сте горди на секој оној кој што продолжува и понатаму да работи, следејќи ги вашите чекори, вашите упатства во овој свет и во начинот на живење и работење со бодибилдингот и со фитнесот. И веројатно дека произлегуваат уште многу имиња нови. Големо е задоволството, верувајте, големо е задоволството. Сега би кажал дека некои од нив и забораваат, значи, тоа е во човечки, некои забораваат, меѓутоа реков само едно благодарам е сосема доволно. Во последно време доаѓаат и надпреварувачи од Косово, доаѓаат надпреварувачи и од Србија, значи од соседството, за да размениме мислења, да размениме искуства и да се спремат што подобро, посебно за овој Diamond Cup кој што стварно многу им значи. Колку надпреварувачи се очекува да настапат на Diamond Cup-от? Верувајте да не можам да зборувам за некоја бројка, меѓутоа сигурно дека ќе бидат исполнети сите категории. Посебно има заинтересирани во женските категории, бидејќи 15 од овие 18 професионални карти ќе бидат поделени само во женските категории и секако дека се мотивирани. Мотивацијата е многу голема и конкуренцијата сигурно ќе биде. Има пријавени од Русија, од Бугарија, од Србија, Романија, да не заборавам некого, сигурно од соседството ќе бидат сите, бидејќи Балканот е тука, Малија би рекол. Сите доаѓаат, а се разбира ќе дојдат и од подалечните земји. И ова е, само да споредам, дека на другите Diamond Cup, меѓународни надпреварувања, се делат 3 до 5 карти, меѓутоа морам да ја пофалам нашата Bodybuilding и Фитнес федерација, која што успеа да издействува на ова наше надпреварување, да го издигне на тоа ниво, за да можат да се појават и овие врвни
надпреварувачи и да се поделат, кажав, 18 професионални лиценци. Што значат тие 18 професионални лиценци кои што ќе бидат поделени на Diamond Cup? Па многу значат, затоа што тие што се во светот на фитнесот и бодибилдингот знаат дека за да се дојде до професионалец не е така едноставно, дека треба да се победи на многу порано беше многу потешко, затоа што требаше не само да победиш во својата категорија, туку професионални лиценци добиваја само оние кои што ќе победат на апсолутното, односно од сите категории, па апсолутниот шампион, само тој добиваше професионална лиценца. Меѓутоа сега, затоа што се појави потреба и се шири светската IFBB, би кажал дека ние сме членови на најјаката светска федерација, заради тоа што се одржуваат многу повеќе надпревари, се појави потреба, значи многу повеќе од надпреварувачи. Така да сега, не би рекол полесно, меѓутоа повеќе се делат професионални лиценци. Значи победата овдека не значи само професионална лиценца, туку оние кои што ќе соберат доволно број на бодови, се прави ранг листа и на крај добиваат добри парични награди, би рекол, најдобрите добиваат 15.000 евра, што сепак не е за занемарување. Ако споредиме во однос на светот на тенисот, можда тоа е смешна сума, меѓутоа во светот на бодибилдингот тоа е сепак сериозна сума која што ќе се дели, значи на првиот 10, на вториот и така натаму, да не ги спомнувам цифрите кои што се во оптек. Кој ќе биде во жирито кој што ќе одлучува за оценките за бодувањето? Па секако управата на Бодибилдинг Федерацијата на Македонија заедно со IFBB Интернационалната, тоа ќе биде под организација на Интернационалната фитнес и бодибилдинг федерација, меѓутоа тие се само околу собирање на бодовите, а судиското жири ќе биде составено точно од овие судии кои што се меѓународно признати. Еден од нив секако ќе бидам и јас и Боби Ѓоровски, кој што е председател на Бодибилдинг и фитнес федерацијата, кој што имаме меѓународни лиценци за фитнес судии. И ние ќе ја делиме правдата. Да кажам, имате тешка задача. Се разбира, ќе судат сигурно минимум 9 судии за да биде пореално судењето. Јас се потрудив како и председател на нашата судиска федерација, на нашето надпреварување, да би се избегнала тие негативности околу постојано. Знаете како, тој што губи постојано, некој се осеќа оштетен, да. Меѓутоа, да би се избегнало тоа, јас настојував оваа година 9 судии да ја делат правдата на нашето надпреварување, па се надевам дека резултатите ќе бидат објективни. Да, верувам дека ќе има и публика која што ќе дојде да ужива во убавините секако на овој надпревар, како што и самите кажавте, ќе има и многу девојки на Diamond Cup, што особено ќе го привлече вниманието. Имаме ли ние конкуренција во светот на девојките оваа година? Па се повеќе девојките вежбаат, меѓутоа голем дел од нив се срамат да се надпреваруваат. Јас не гледам тука што е тоа нешто лошо. Јас кога ги мотивирам, кажам дали вие излегувате на плажа по купачи, и тоа не е ништо страшно ако сакаш да го презентираш своето тело. Значи, верувајте дека мотивот на полна сала која што ја очекуваме во салата Расадник е секако еден голем мотив да вашето име се запише и во историјата, а и едноставно станувате медиска личност. Реков, се повеќе девојки ги има и од година во година веќе зема замав. Ако споредиме, да се вратиме назад, бидејќи јас памтам поодамна, некоја далечна 87-88, кога што сме успевале да имаме и 20-21 надпреварувачка, а преку 100 надпреварувачи вкупно. Еве сега, значи, после толку години повторно очекуваме дека таа бројка на надпреварувачи можда нема да биде достигната 20, меѓутоа се повеќе и повеќе ги има. Да, ќе ги мотивираме секако и девојките исто како и момците што во поголем број да се пријавуваат да вежбат и да не се срамат од она што напорно секако го работат. Се разбира, и Фејсбукот е исто така интересен, и сите Инстаграми, и сите овие работи се
многу можност за да може да се презентира после и да се промовира, да. Да. А во колку часот ќе може да дојдат сите оние кои што ќе сакаат да го погледнат надпреварот во Расадник? Во Расадник во 19 часот е закажано финалето, карти на самото место можат да се купат и ги поканувам сите љубители на убавото тело, на фитнесот и на бодибилдингот да присуствуваат, бидејќи верувате стварно ќе имаат што да видат. Ќе одбереме државната атлета секако на Македонија за оваа година. Исто тоа и подготовките за Diamond Купот, веројатно тоа е квалификација за Diamond. Веројатно дека таа недела ќе биде доста напорна за оние кои што ќе влезат во квалификациите секако за Diamond Купот. Напорна и оваа недела пред неколку дена само пред почетокот на државното првенство, посебен режим на исхрана, посебен режим на функционирање, на одмарање и на вежбање, па ете во каква состојба се сега надпреварувачите? Сега се така исцрпени, бидејќи повторно ќе спомнам оние што биле во светот на бодибилдингот и што знаат како се прави тоа, значи сега е еден период кој го нарекуваме еден период на празнење, односно се внесува само протеини, јаглените хидрати се исфрлаат и тогаш се значи толку е исцрпен организмот да верувајте, јас можам да зборувам и затоа што тој истиот пат и јас сум го поминал. Верувајте дека ако не си запишеш што треба да правиш во текот на денот, бидејќи мозокот нема исхрана, а јаглените хидрати се енергијата за целото тело, заборавате што треба да правите. Исцрпени се до крајност. Јас се фалев дека 21 ден бев на риба, меѓутоа сега има и 42 дена дупло од мене што издржа еден надпреварувач да биде исклучиво само на риба, 2,5 кила риба да јадеш дневно. И тоа варена, веројатно. Варена и печена, каква год да е, со било што да е, риба е, секој ден душата ти смрди, целиот си уништен, ама мотивот, желбата е голема. И сега, уште ден-два и почнува тој период на полнење, кога веќе се радосни и весели, затоа што веќе почнува да се внесуваат јаглени хидрати, тука е веќе оризот, компирот и така натаму, и кога ти се враќа на смевката и ти се враќа душата пред самиот надпревар, тука е веќе, да не комплицирам за гледачите што све се прави, тука е веќе знаењето на фитнес тренерот да може да го избалансира телото и не за денот, него саатот да се погоди кога во кое време ќе биде најспремно нашето тело за презентирање. А вашето искуство долгогодишно тоа навистина добро го знае и го владе и токму поради тоа очекуваме убави и позитивни резултати за сите овие 11 надпреварувачи кои што вие ги подготвувате за државното првенство атлета на Македонија, а секако и очекуваме наши, односно ваши надпреварувачи на Diamond Купот, па зашто да не бидеме ние тие првите кои што ќе освојат награда токму на овој Diamond Куп. Вие имате надпреварувачи кои што и како фаворити секако ги се разбира, јас не би сакал да ги спомнувам имињата, бидејќи знаете, ако еден спомнам, а некого го испуштам, ќе биде навреда или ќе мислат дека некого го фаворизирам. Јас не би сакал никого да фаворизирам. И кога ме прашуваат кој е подобар, пошто тоа веќе бруи на мрежите и луѓето ме прашуваат што мислиш, кој е подобар, ова или онај, ја викам само бината може да каже кога ќе застанат на напоредното позирање, дури тогаш во моментот можеме да кажеме кој е подобар, а вака да лицитираш и да се облажуваат, така да зборуваш, тоа е неблагодарно. Јас сете нема да фаворизираме ниту да спомнуваме ниту едно име, но ете ќе ве замолам барем кога ќе дојдат моментите на финиширање на надпреварите, дел од надпреварувачите да ги видиме тука. Сега се во состојба кога се подготвуваат и токму поради тоа ги немаме во студиото, но верувам дека по завршувањето на надпреварите повторно ќе се видиме и да го погледнат и гледачите тоа што тие го работат во овој период и создаваат за своето тело. Се надевам дека нема да се срамат да го презентираат своето тело и овдека во студио, бидејќи тоа сепак целта на самото надпреварување е тоа, да се презентираш, да се промовираш себе си и гледачите да видат
колку тоа стварно убаво изгледа. Да, и ќе ни го раскаже секако тие својот процес на подготовка и начинот како се чувствуваат и како живеат во еден таков ритам и таков начин на живење со посебна исхрана, посебен режим на вежбање, на одмарање и на се, така што верувам дека ќе биде интересно и за гледачите да ги погледат. А тука ќе ви се заблагодарам и ќе ви посакам пред се многу успех сега во сабота. Ќе ги поканиме гледачите во 19 часот во салата Расадник да ги бодрат надпреварувачите во изборот на атлета на Македонија, за да веднаш пота следниот веќе викенд Diamond Купот, кој што е од особено значење за надпреварувачите и сите оние кои што напорно работат и се подготвуваат за овие првенства. Да, јас ќе поканам и на Diamond Купот, тоа ќе биде исто така изворедно надпреварување, од 10 часот сабајлето почнуваат борбите, за да може после надпреварувачите сите да можат да стигнат до своите домови кои што се далеку низ светот. Ви благодарам многу и ви посакувам многу успех. Беше чест и задоволство што разговаравме на оваа тема. Благодарам на поканата, се надевам ќе продолжи оваа наша соработка. Да, ги очекуваме победниците во студиото. Ете, драги гледачи, тоа беше еден настан кој што го најавивме за овој викенд. Сигурно дел од вас ќе испланираат сабота во 19 часот во салата Расадник да го проследат државното првенство атлета на Македонија во бодибилдинг и фитнес 2018, да одбереме кои се најдобрите кои што ќе се квалифицираат за Diamond Купот, кој што е веќе наредниот викенд во салата Јане Сандаски со почеток од 10 часот. Тука правиме една музичка пауза за да потоа го најавиме следниот настан кој што ќе се случува овој викенд. Тоа е преку ден, така што ќе може во секој случај да бидете и на едното и на другото место доколку не знаете да се одлучите. Станува збор за автокружни трки во Скопје во сабота и недела. Анице, Анице